Македонската фудбалска репрезентација го одржа вториот тренинг во Анталија, Турција, во рамки на подготовките за контролните надпревари против селекциите на Молдавија и Црна Гора. Напаѓачот Бојан Миовски вели дека секогаш е одлично чувството кога одново ќе се соберат сите во репрезентацијата. Да, секогаш е одлично кога сме повторно назад во репрезентативниот дрес. Одлично е да се собереме после подолг период и гледаме во позитива да ги одиграме овие два пријателски надпревари. Штипјанецот кој настапал за шкотски Абердин вели дека доколку целта е Македонија да игра на големо надпреварување, треба да се играат контролни надпревари со одлични репрезентации. Додава дека треба да се слуша насоките од селекторот, а вели дека различно е чувството кога ќе се постигне гол за репрезентацијата. Нормално, доколку сакаме да играме на големо надпреварување, треба да играме со одлични репрезентации, Молдавија и Црна Гора, како и Хрватска во јуни, така да тоа се репрезентации каде што се одличен тест за нас за во виднина во септември за во Лигата на нации. Треба да дадеме се од себе, да ги слушаме неговите насоки, да се фокусираме на стратегијата и да дадеме 200% на овие пријателски надпревари, да се воигруваме за во тоа што нас очекува во септември. Нормално секогаш давам 200% во клубот и во репрезентацијата. Секако дека ќе ми биде многу драго да почнам да погодувам и во националниот дрес. Различно е чувството кога ќе се даде гол за својата репрезентација, така секогаш давам максимално и се надам дека искористам шансата во иднина. Македонија на 22 март ќе игра против Молдавија, додека пак на 25 март ќе игра против Црна Гора.